Православните верници денеска го слават празникот посветен на Свети Трифун. Празникот има длабоки корени во народната традиција, бидејќи се празнува многу одамна. Трифун бил млад градинар, но чувал и добиток, а помагал и на луѓето. Светиот великомаченик Трифун бил млад, кој живеел во селото Кампсада и уште од малецок имал дар да ги исцелува луѓето и стоката. Тој бил градинар и во меѓувреме и пасел гуски и чувал разноразен добиток. Кога на императорот Гордијан, неговата ќерка Гордијана се симнала од умот, лошиот демон изјавил дека само Трифун може да го изгони него од телото на ќерката на императорот. Па така сите оние кои се викаат Трифун биле повикани во Рим кај императорот, но дошло ред и на младиот Трифун од Кампсада бил однесен во Рим и тој ја исцелил ќерката на императорот. Овој ден символично го означува почетокот на новата лозарска сезона. Но во народните верувања има и многу повеќе, од прогноза за родот до заштита од невреми и штитници. Лозарите одат во лозијата и закројуваат барем неколку прачки од лозата, пошто ги полеваат со вино и изговараат благослови за берикет на година. Полевањето со вино не е случајно, тоа е символичен чин на враќање на дарот на природата. Виното како производ на лозата повторно и се принесува како благодарност и молитва за плодност. Почнуваат подготовките за пролетното подготвување на лозијата, на градините, се буди полека природата, полека зимата заминува. Децении и векови наназад нашите луѓе го прифатиле Свети Трифун како свој заштитник на градините и на овошните насади, заштитник и на лозовите насади, како што и сите занаечи имаат некој свој заштитник. Еве Свети Спиридон, заштитник на занаечиите, Свети Пантелеймон, заштитник на лекарите, па така и нашите лозари го прифатиле Свети Трифун да биде нивни заштитник. Бидејќи пред да загине маченички, тој им оставено молитва во која ги заколнува сите штетни инсекти и животинки да отстапат од лозијата и од градините и од вошните насади на христијаните. Освен Свети Трифун, денеска се празнува и Свети Валентин, денот посветен на љубовта.